За 20.000 глави овци кои угинаа од болеста син јазик ќе бидат исплатени вкупно 80 милиони денари, со што до крајот на мај треба целосно да бидат исплатени субвенциите. Околу 9500 стопанства се занимаваат со овчарство, а земјава сега располага со фонд од 750.000 овци, информираат од надлежното Министерство за земјоделство. Иако со мали задоцнувања, на сточарите во целост им се исплаќаат субвенциите, ќе бидат обештетени и сточарите кои имаат угинати овци од болеста син јазик. Земјоделските производители и сточарите ќе бидат ослободени од пашарина за оваа година. Значи, овие кои што сточари плаќаат пашарината, понатаму ќе бидат ослободени, ќе им бидат дадени субвенциите по угинати грла на стока, меѓутоа тоа ако е пријавено како што значи налагаат правилата тамо или со записници кои што беа доставени до ветераните служби, значи кај што се угинати од болеста син јазик, и понатаму по 4000 денари, значи сега како што спомна и наскоро министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, дека за секој оставено женско грло, значи за приплод за понатаму, ќе бидат субвенционирани сточарите плюс по 4000 денари. Минатото лето од болеста син јазик угинаа околу 18.000 овци, 10 крави и 100 кози. Сточарите кои претрпеа огромни загуби од големата епидемија што ја предизвика болеста син јазик, беа ослободени од обврската да платат пашарина за 2014 година и ќе им бидат исплатени субвенциите за сите пријавени овци, но и за оние кои угинале. Но дел од сточарите реагираа дека ослободувањето од пашарина и субвенции се ништо во споредба со претрпената штета и бараа обештетувањето да изнесува минимум 100 евра по овца. Овчарството е едно од извосно ориентираните гранки. Македонското јагне е секогаш барано за великденските празници од грчките, хрватските и италијанските увозници. Водатоците покажуваат дека во изминативе години бројот на овците, говеда и козите се намалува.